Дали сте подготвени за Пелистер? Или Are you ready for Пелистер? Е името на подкастот што нема намера да ве води низ воодушевувачките пейзажи на планината Баба, зашто тоа сте го откриле сами или сте го гледале во некои документарци посветени на оваа прекрасна планина. Мојата цел со секоја епизода е да го истражуваме Пелистер, но низ очите на оние кои го ценат на еден поинаков начин. Јас сум Љубица Ангелкова и во првата епизода ни се придружува едно трио на извонредни авантуристи кои имаат посебна врска со Пелистер. Прво ја имаме Наташа Бошковска, искусна планинарка, чии импресивни подвизи вклучуваат искачување на Олимп, на Монблан, на Парадизо и на Килиманџаро. И покрај незините глобални достигнувања, таа го држи блиску до своето срце Пелистер, како своја прва љубов. Со нас ќе биде и Горан Кузевски, познат фотограф со портфолио на ангажмани од различни страни на светот, но и познат по неговите неверојатни искачувања на карпи, како и страста за параглајдерство. Објективот на Горан оставил некои неверојатни фотографии од Африка до Северниот поларен круг, но го доловил и Пелистер на начини на кои малкумина можат да замислат. А потенцијалот на планината го гледа и во нови стратегии за приближување на истата од аспект на етика и почит кон природата, но и на поинаков начин од она што сега тука се прави. Нашата група од првиот подкаст ја заокружува Радко Јанкуловски, бајкер која знае секоја патека на Пелистер како што си ја знае својата дланка. Па дали сте подготвени за Пелистер? Ајде да започнеме. Некоја ми кажуваше дека после 6 години ќе се вратам пред камерите, ќе му кажев сигурно не. Меѓутоа предизвикот кој што ми го дава проектот Are you ready for Пелистер, да имам шанса, убави разговори со навистина луѓе кои што особено ги почитувам, ги поканам во едно сосем друго опкружение, повторно пред камери, меѓутоа на еден многу поинаков, понепосреден начин, беше веројатно предизвик на кој што не можев да кажам не. Исто така ја сакав слободата да имам шанса да ги изберам луѓето со кои што сакам да ги водам разговорите. И исто така, може би да кажеме дека и подкастот е толку близок на телевизијата, меѓутоа има една своја специфика која што малкумина ја разликуваат. Добар ден од Пелистер, добар ден од познатиот Ластојчин камен. Дали сме подготвени за Пелистер? Веројатно сите кои што денес сме тука, одговорот ќе биде да. Ги представувам моите денешни соговорници, мои драги пријатели патем, ќе почнам со Наташа, тука е Радко и мој драг пријател Горан. Размислував како е најдобро да го почнеме овој наш разговор, за да има некаква врска на емоциите кои што ние како битолчани ги имаме со оваа планина, па решив тоа да биде кои се нашите први асоциации на најраните спомени од детство поврзани со планината, со Пелистер. Со Пелистер. Па, можам слободно да речем дека иако пораснав на копанки и покрај скијањето како дел од скијачки клуб Пелистер, од многу мал, можам да речем дека првиот спомен што ми остана стварно трага во мене камењарот на Пелистер. Прв пат се осетив вистина вау, дека нешто различно и нешто што ме повлече многу. Мене барем така. Јас би издвоила прва конекција, да речем, поврзување со планината, сепак е блиску до Битола, е детското одморалиште, ама во обратна насока. Грижливи родители имав, па малце беше плюс женско, плюс мало, да се поинак ориентирани. И така да во 3-та година средно, прв пат отидовме на екскурзиите тогашни Трново, меѓутоа на група се издвоивме и се качивме до Копанки.
носев чизми, некои тогаш без врска, мислам. И целото патување од Битола до таму беше пешки. Кога си дојдов дома, ми беа прстињата вкрвавени. И во моментот си реков, па ова е нешто фантастично. Значи, и од тогаш се држам за зборот, ако првото патување на планина го доживееш како авантура, тогаш остануваш на планина. Ако го доживееш како мачење, нема враќање на планина поќе. И тоа ми е, од тогаш гледав како може да дојдам поблиску на планина. Кај мене, прв печаток и прва љубов, дефинитивно Големо езеро. Спиење во домот с татко ми, самиот одир на планината, ете, сликовито боровинките, самиот поглед, еве уште денес се сеќавам над Големо езеро, погледот према Преспанско езеро, и ми се чини тука беше пресудно дека јас ќе бидам дете што ќе биде пелистерско дете. После, еве, дока стигнавме. Мислам дека пробвам и тоа да го пренесам и мислам дека успешно го правам тоа. 2007 имаше организирано националниот обична тура до Палиснопи со велосипеди. Нашиот клуб беше во почетни фази и тогаш веќе дознав дека постои клуб кој е ван патеките. Фактички тоа ние што го возев. Тоа беше Extreme Bike Team. Тука беа првата генерација, неколку души. И така пристапивме. 2008 веќе се одржа првата трка. И веќе еве 16 години сме на сцената. Дојдовме до балкански рамки да се вози. И мислам дека тука не застануваме и ќе бидеме дел од планината уште долго. Значи, домот е сепак пелистер за Extreme Bike Team. Да. Гостите што доаѓаат од различни земји. Вие сте веројатно горди како клуб на она што го нудите како домакини, меѓутоа колку значат нивните импресии за планината? Па, со самото тоа што имаме патека која е специализирана за спуст со велосипедизам, downhill, привлекваме велосипедисти, но исто покрај нив идат и луѓе кои патуваат во планината и возат на други патеки. Секој кој еднаш дојде на пелистер се врати уште еднаш. Тоа го гарантирам. Самата промоција преку социјалните мрежи си оправи своето. Ние се трудиме многу на тоа да работиме и мислам дека дават многу добар резултат. И тука се случува твојот линк со планината и потоа како се случи да станеш личност која што обожува да планинари, трекинг, хајкинг, па и алпинизам? Значи, после тоа имаше некои, така ќе ги наречам, собиранки друштвени, ама еднаш годишно се случуваја. И посериозно беше 2010 година, лето беше август, со мој близок другар. Решивме да одиме, тоа беше првата авантура, мислам да не излезе после се останато. Да ја изведиме патеката од Неолица, или Лавци, Неолица, Муза, Скрково до Големо езеро. Ама направивме неколку грешки, што се до ден денес се смееме. Даниел, другар ми се вика. Значи, тргнавме летни месеци, 2 часот беше, времето печи, ние одиме на патека од 8 сати, деца, без размислување. И не затекнува пред Муза негде, веќе се стемнува, ама ние не знаеме уште колку имаме пат. Па буквално без ништо преспавме таму. И тоа беше на 2 сати. Ако времето беше ведро, звездите, небото се смена целото, мислам сите во летниот период со звездијата, ама на 2 сати температурата паѓаше и ти треба, ај од тревата, ај малце потаму во камењата се топли, ај да ги бараме потопли кај што се, и се разденва утрото, кога 2 конечно сонце излегва, заминавме по Муза, Орлови бари, фантастичен пределот, значи,
Стигнавме на езеро, сонце вака исто, само се стопливме, почнавме да акумулираме топлина, немавме топлина во нас. Ама следната идеја после тоа беше, па ајде да одиме Монблан, мислам така од нигде. Значи мене тогаш август месец беше, викам Монблан треба да одиме. И кога слеговме, значи не преспавме на Големо езеро, ти си преспавме Дома. Крково. Следниот ден, тој следните викенди, значи, јас почнав да барам клуб планинарски, значи посериозно, некој што се занимава, јас сакав веќе сериозно да се занимавам со таа работа. И Димитар Илиевски Муратот тогаш беше млад клуб, зимата почна да се активира со нови членови се, и некако тие се спремаја за 2011 година за експедиција за Монблан. По низа околности влетав, значи, со Даниел заедно, и тоа беше толку знаев дека не може сега од планина да се тргнам баш така лесно. Значи, последната година и во Вертикал повлекоа тие други и многу сум. Се уште кој ќе ми текни ми е грешките ми се како лекција сега за понатаму, мислам. Практично грешките тебе не те обесхрабрија? Не. Значи секогаш кога ќе се случи некој степен посериозен ризик на планина, мене ми дава притисок плюс, ај сега ова да го видиме. Да. За првиот линк со Пелистер и за љубовта на прв поглед со камењарот раскажа. Меѓутоа, како се случи твоето кликање со сите спортови, а ти имаш сет на спортови кои што ти се поврзани со планината, и како тие доаѓаа? Некако сукцесивно или дел од нив ти паралелно ги практикуваш? Па да, може да се каже дека и паралелно, но сватив покасно дека, тоест не покасно, него спонтано разбрав дека и не можам толку паралелно, доколку сакам вистина едното да го правам. Ти, ако толку одиш на паралелно, или треба да имаш многу време слободно, да немаш работа, да немаш никакви обврски, да си професионално, може да речем, внесем во тоа и од тоа да живееш, или пак треба да правиш се толку површно што јас не го сакам. И заради тоа разбрав дека нешто мора да оставиш за друго да почнеш. Ама точно, како што кажа, почнав со скиење. Бев во скијачки клуб Пелистер, член, надпреварувач, такмичев, сум освојувал места. Супер ми беше, но не можам да кажам дека едноставно знаев дека еден ден ќе застани и дека нешто друго сакам, сепак врзано со планината. И мене исто, еден од првите спомени на Пелистер, а да е врзано со тоа што го правам денес, е првото искачување на Големо езеро на 7 години, кога видов внатре инсталацијата кај што е изложена опремата од експедициите од тогашниот алпинистичка секција во планинарско друштво Пелистер, Муратот, Јока Бале и останати. Имаше, значи, таму изложба од опремата експедициите на Анди и Хималаи. Јас останав, не знам, сати внатре да гледам и беше како опрема што би се користила на друга планета, не знам, беше толку фасцинантно, толку моќно ми делуваше тоа, што дете 7 години седев и гледав и се прашав како треба да биде таму за да се користи ваква опрема, толкави чизми, боци за кислород, ми беше како на месечината некој да оди, а сепак и тука на земјата. И знаев дека мора нешто слично некој ден да доживеам. И така се случи. Прво Вертикал предпоставувам или? Не, значи прво зборувам за временска дистанца покасно. Значи после тоа јас се уште бев во скијачки клуб Пелистер, тоаш бев во најјаката форма да кажам и најјакиот дел. Бев во скијањето долго, на 14 години имав повреда на колено и операција. И да, и тоа ми беше причина за да застанам со скијањето. Можев секако да продолжам, ама едноставно знаев дека тоа ми е тригер и дека можност да најдам и начин дека ќе речем окей, стоп со ова и сега ќе почнем нешто друго. И тогаш многу се оддадов на планинарење. Повлеквав многу да одиме зимско планинарење, тоа значи напрсти стварно се броја луѓе и често пати
имавме по, не знам, по 30-40 години разлика со луѓето што одев. Барав и луѓе, брат ми беше тука, други луѓе, други пријатели, повлеквавме да одиме зима на планинарење, да се искачуваме во екстремни услови кога дува ветер. Баш одбиравме такви денови, да дува ураган, ветер, да планинариме и така полека. Уште тогаш знаев дека сакам алпинизам и качување по Карпи, со јажиња, со клинови, со се, ама за жал тој период, поради тоа што се случи со Димитар Илиевски Муратот, се беше застанато во Битола. Во Битола веќе немаше, значи сите тие што Бале, Ѓока беа веќе на пауза, не се правеше ништо во тој дел од спортот и немаше едноставно кај да се практикува. И тоа се мораше да чека, се дури не направив јас 20 години, научив буквално се од книга, си повервав дека тоа што го учев од книга го знам и дека е така, и буквално од нула собрав луѓе и почнав од ништо да едноставно најдов луѓе што ми верват дека знам и почнав да го правиме тоа заедно тука. За да се случиат 20 години од Vertical деновиве. Да. И да, точно Каква убава синхронизација на еден таймлайн од животот на еден човек кој што остава супер траги во она што го прави во годините назад. Меѓутоа имаш уште неколку љубови, една ти е летањето. Да, летањето исто така. Прво можам да кажем дека заедно со планинарењето почнавме и маунтин байк, исто со екипа со едни повозрасни членови од Битола кои што правеа повеќе uphill и такви cross country маунтин байк. И нормално ние бевме млади, гледавме што се случува по светот. Прв пат пробавме тоа што денес го прават дечките професионално, ние пробавме тоа да видиме како е. Прв пат се пуштивме од копанки downhill, буквално да беше напредно тркало возењето. И точаците не ни беа воопшто спремни за тоа што го пробавме да го правиме, како и да тоа кратко траеше. После си дојде, почнав со качувањето со карпите и тоа остана буквално на страна. А летањето дојде исто сосема спонтано од една идеја да после искачување на карпи да летам со параглајдер. Да. И да се затвори кругот. Да, и прво мислев така, гледав да научам за speed flying се вика тоа, значи брзи со мал параглајдер со мала квадратура, брзо летање, немав буквално појма, немав појма, не знаев точно што се случува во тој свет во параглајдингот. И заедно Вања ми направи првата обука за параглајдинг на ливадите тука околу Битола и на малите ридови, поточно на ридот од Црнобуки, и беше точно со таа идеја, но покасно сватив дека нашите планини не дозволуваат едноставно таков пристап. Не се Алпите кај што има многу стрмни падини, кај што после секој искачување ќе летниш, сватив дека за да летниш треба место од кај што ќе можеш да летиш, не е туку така од било која карпа. Значи малку имав грешна представа, ама за моја среќа или толку се навлеков во спортот, во нормалниот параглајдинг, да кажем крос кантри, и не знам, еден долг период, дури качувањето тој период го оставив на пауза и се посветив максимално на летањето и летав многу со параглајдер. И не знам, па сега еве пак дојде период кај што се вратив на качувањето, летањето ми е на пауза. И тој е еден цикличен распоред кој што човек кој што си ја сака планината, на било каков начин му се враќа. Точно. Сите работи се на крај врзани со планината. Што и да правам, тука сум. И сега, единствен начин да видиме каде сме, ја секогаш веламе со тоа кога се мериме со светот. Правев некои интервјуа за една платформа за туризам за Македонија, која што беше насочена кон искуствен туризам. Нешто што кај нас е многу малку познато. Го работевме со едни европјани и имав еден експерт од странство кој што доаѓаше и одевме заедно во посета на многу интересни луѓе кои што имаат потенцијал да развиваат искуствен туризам и го прашав што според него е идеален турист, односно кој е најдобриот турист. Пример за Македонија. Тој вели, види, идеалниот турист
е идеален и за Македонија и за било која дестинација во светот, дури овие кои што се ултра популарни како една Италија. А тоа се туристи кои што многу патувале. Само луѓе кои што многу патувале може да бидат добри туристи, затоа што тие одат, патуваат, трошат, се разбира, одредена количина на средства со една единствена цел да го видат светот. Не зборуваме за туризам од типот одиме на годишен одмор, не зборуваме за туризам од типот одиме на скијање. Зборуваме за туристи кои што сакат да го истражуваат светот и на тој начин да собираат искуства кои што ќе бидат длабоко запечатени во нивните мемории. Вие сте луѓе кои што сте патувале во светот и најчесто тие патувања биле поврзани и со вашето хоби, што е навистина една прекрасна спојка. Ме интересира каде се овие друштва со точаци заминале, какви се пријателства се склопиле, се извинувам, и кога ќе се оди таму, веројатно се прави таа паралела со кај нас, затоа што тогаш увидуваме дека ние ги имаме скоро па истите работи, само што нема можеби кој тоа визионерски да го развие, или има визионери, меѓутоа нема средства тоа да се направи. Ние како јас како дел од Extreme Bike Team имаме прилично доста излезено надвор од Македонија и можам да кажам дека поточно сега ќе речем Балканот нема трка која не сме присуствувале. Очекувањата или споредбите, ајде да речем, на почетокот беа дека ние бевме ајде да речем во благо водство пред другите, но сега за жал дојде тие да бидат во водство. Ние нема да застанеме овде и ќе се бориме тоа да биде да ги стигнеме, да речем, соседите, или еве една Словенија, ајде да ја споредам, во која бевме во 2019 на светски куп. Таму беше, не знам, ајде да не речем 100 најдобри шофери во цел свет, да ги видиш во живо, како функционира тој систем, која логистика, кои тимови се, кои финанси се инвестирани. Исто така имавме прилики да повозиме, да видиме, да осетиме, да се надградиме после самите себе си и да стигнеме кај што сме. Во врска со пријателството, нема земја на Балканот во која немаме, да не речам, ајде бајкерски браќа. Во сите земји имаме, да не речам, познанства кои ден денес ги гаиме. Исто така си помагаме во случај одиш на пат во друга земја, одиме по 2 возила, по зависи 3 некогаш. То треба организација, смештај, помош за делови во не дај Боже ситуација. И можам да речам дека пријателствата се премногу добри, се трудиме да ги држиме. Баш сега наредната недела имаме наредната недела имаме трка во Грција. Таму ќе одиме 8 учесници од Битола. Самиот контакт со нив е на ниво, значи имаше право да се пријават 200 учесници, се затворе сајтот. Ко видеа дека иди Extreme, сајтот се отвори, рече дечки за вас нема проблем, во игра сте. И тогаш си исплаќа трудот што си го работел уназад. Така да мислам дека се тие баш пријателски односи. Сепак различно, во некои работи ние сме подобри, во некои работи тие се, ама пробваме да окрениме спортот во светски рамки. Така да тој прак од нашето до светското е тежок, ама не е недостижен. Пелистер има Пелистер го има тој капацитет, ја има таа моќ и мислам дека ќе успееме да го преминиме тој прак на европски или светски рамки. Прво такво поврзано со планината, сериозно да речам патување, би било искачувањето на Монблан.
Тоа беше една експедиција 2011 со поврзување и на врвот во Италија најголем, исто на Алпите, Гран Парадизо. И самото пристигнување во Шамони беше, го доживеав како Алиса во земјата на чудата. Значи, она целото јас што го сакав, еве, и Кузето кажа пред малце, опремата, јажињата, глајдери, значи, спилите, највисоката како се вика, ски лифтот во светот, значи, то целото беше да ми речеше некој, па сега доста ти е довде. Ќе да, окей, супер. Значи, еден друг свет го доживев како друг свет. И сега самото искачување, тогаш немавме добри временски услови, се качивме до 3000 метри, значи самото тоа искуство беше, па можем да се наречам за едно дете, ако имав 28 години, значи беше страшно многу. Пелистер, како Пелистер, тогаш станав свесна дека всушност Пелистер ги има сите патеки, сите можности, значи кој да сака да планинари од најмал до најголем може да си најде место и за кој било спорт таков планинарски. И условот, зимските услови, баш ме подсетија на некои делови на камењарот до Монблан, че ме подсетија на камењарот овде на Пелистер во најлошите временски услови. Значи. И не беше доживеано страшно, пошто во тој момент јас бев благодарна за Пелистер. Значи, не го направивме искачувањето, бевме разочарани и заминавме за Италија. И сега таму на иста површина се наоѓаат, значи, двете земји, таму сосема друга приказна. Дојдовме на еден камп во долината Аоста, каде што се беше организирано на 1900 метри надморска висина и секој ќе се најдеш таму, се си споредваш, чекај на 1900, шо има кај нас. Ова беше голема ширина, планините се одмала како на послужавник пред тебе. Еден дел од паркот е за, како се вика, вансмиди, да кажем, комбиња со трейлери. Со треда и организирано можеш скара да си направиш оган да запалиш. Еден дел за шатори, во позадина, значи, се наоѓа малечка продавница, кафетерија, пица и се во стил на Италија. И ти се осеќаш како во хотел, значи за човек што си ја сака природата, да речам. А сепак е аутдор. Да, аутдор. Супер, значи. И целото тоа искуство се враќаме. Тогаш се искачивме на Гран Парадизо, беше фантастично доживување. И се враќаме во Македонија и сега јас после имам идеи дека може во Битола нешто, значи сепак е западот и така натаму, ама има водичи, има организација, сето тоа. И 2016 одам во Африка, во Танзанија, значи на искачување на Килиманџаро. И сега таму повторно планинарски светот, ама од друга страна на огледалото. И се тука си правиш поврзување. Добро, истите водичи исто функционираат во суштина. Исто, значи, тие луѓе исто се однесуваат, исто се смејат, исто и ти гледаш меѓу свој сум. Значи, ако ништо не разбираме и колку поќе сакаш да примиш од атмосферата, пошто ни фотографија тука поќе не ти помогнува, сакаш да ја дојсиш дома. И Килиманџаро го искачивме во една убава екипа од Македонија, значи врвот беше фантастичен, изгрејсонци, пак имаше дождови по целото патување, ама денот горе беше незаменлив, значи. И кога се вративме тука, си викаш, па Македонија е на една многу добра позиција. Целото тоа ние всушност го имаме. Само може се трудиме редовно од некој друг да пресликаме. Треба да се самодовербата да си ја издигнеме и да тргнеме, да ги правиме сами работите. Тоа е може за мене проблемот. Следно, би сакала да одам на Конкагва, ако имам прилика, да, па да видим на Јужна Африка. Што ќе кажи? Америка, да. Да. И така, патувањата се едно убаво искуство, што ти дава сигурност во
твојата земја. Значи, така ги доживував. Тргнав во една насока, надворе може и подобро, ама не. После многу патувања гледаш дека... Да ја направиш таа паралела Да. и да сватиш Да. каде сме. За разлика од сите нас тука, Горан го гледа светот многу поинаку, благодарение на објективот на камерата. Како се гледа светот низ очите на еден фотограф, на еден уживач на адреналински спортови и на човек кој што ја сака премногу природата? И каде се и адреналинските спортови и љубовта кон патувањата, па и камерата те прошетала? Да, точно како што кажа, една друга моја пасија покрај екстремните спортови, планината и фотографијата. И низ годините, иако првите амбиции, првите нешта што ме повлекаа во фотографијата беа различни, беа со светот долу, но сватив дека за да успеам, за да можам да посветам доволно внимание, без да си ги остам на пауза работите со планината, со спортот, што сепак ми се на прво место, сватив дека треба да се адаптирам фотографијата да ја донесам во мојот свет. И така и се случи. Почнав се повеќе да се ориентирам на авантуристичка фотографија или акција да имам. И до негде исто бев задоволен и среќен што во тој период кога почнав во Македонија навистина или немаше или многу малку имаше луѓе кои што се занимаваат со тој дел од фотографијата. И бев среќен да пробам да истражувам во тој дел и да се насочувам во тој дел. И да, како што кажа и ти, почетоците не беа ни толку лесни, тоаш немаше ни YouTube, ни многу места кај да видам како пристап, како се оди и што се оди. Но со тек на време, со годините, почнав веќе да навлегувам сериозно и во таа тематика. И полека веќе почнав да добивам работа и за светски брендови во параглайдинг светот, во едрењето на една фантастична фотографија. Мислам дека беше птичја перспектива на едреник. Едрењето по мориња, па исто така покрај тоа влегов и во кајт светот, кајт сурфинг. Да, и така спонтано фотографијата ме носеше од едно во друго и покрај качувањето, покрај параглайдингот, влегов и во друг еден свет кој што не е мој, но сепак пак е авантура и се најдов сосема природно и таму во тој свет, во кајт сурфингот и во едрењето, со едрењаци по мориња и почнав да работам и за нив како фотограф. И така бев на многу интересни локации кои што не знам дали ќе стигнев, мислам дали некојаш во живот ќе ме однесеше патот. Пример, бев на север на Балтичко море да пловиме, бев во другата страна на Јужна Африка, кајт сурфинг, снимав, сликав на Red Bull King of the Air, што е најголемиот настан светски за најекстремните кајт сурфери. И некои такви локации кај што навистина не се од мојот свет и не знам дали некојаш ќе ги доживеев ако не беше фотографијата. Сеќавам една фантастична фотографија. Мислам дека беше од птичја перспектива некаде на афричко, од некој од морињата што го обиколува Африка, не можам да се сетам точно на локацијата, али беше фантастична. Со некој едреник огромен. Да, може би таму исто можно е да таа фотографија ако е точно така што се сеќавам, мислам дека е Палма де Мајорка. Да? Да, само во зима и е малку беше чудна атмосферата и затоа не и беше многу не знам дали точно дали за таа фотографија. Ќе ја покажам. Да, ако веќе треба да правам паралела со Пелистер, нешто со Пелистер, тоа што ми е најпресно, од секогаш прво вака можам да кажам дека од секогаш во сите планини, тоа што сум велел Пелистер е не само што имаме, него уште подобро, е Моликовата шума. Значи во сите шуми што сум прошетал, планинарел, хајкал се, неспоредливо ми е со Моликовата шума. Имало стварно супер прекрасни шуми, ама како нашата шума никогаш. Али од друг агол, то последно што заприметив, бевме на болдеринг трип во Швајцарија, на место Меджиквуд се вика. Тоа е едно од 5 може да кажам најпознати локации во светот за болдеринг, буквално во целиот свет. И што ме во 5 најдобри, очекувано е дека е
прекрасно, дека нема зборови за тоа, но ние овде на Пелистер последниве години заживеавме една локација, Јоргов камен, која што стана едно мал спот, мало место за болдеринг. Може да кажем дека е 500 пати помало од тоа што е во Magic Wood, ама тоа не значи дека е полошо. Како простор, да, е мало, но целата околина, пак ќе спомнам, со моликовата шума, со целата локација и плюс горе на се, тоа што многу ми остав впечаток и баш си го реков тоа дека нашето е мало, ама дури е подобро, не е полошо од Magic Wood, е паралелата што имаме тука со едно историско наследство од војната. Значи, ние качуваме карпи, најчесто болдерот се тешки карпи, превисни тавани, кои што пред 100 години истите тие тавани биле за солништа за војниците, и то се гледа дека тука и оган некогаш горело, и значи имало сосема друга вредност тој таван. Ние сега повторно го користиме и повторно го заживеавме тоа од сосема друга перспектива. И мислам дека тоа ни е уште поинтересно, бидејќи тогаш се користело како дел од војна, а сега ние тотално спротивноста правиме спорт и нешто што е слобода. И тоа мислам мене ми е многу едноставно моќно таму во тој дел на планината, бидејќи во едно место, во еден спот, на еден болдер од природата, на еден камен, во текот на време му се дава различни значења и различно се користи тој камен. Болдерингот сака локации кои што се на некој начин геолошки паркови на отворено. Прилеп ја има таа предност со цела морфологија околу и најчесто вашите тренинзи се одвиваат најблиску тука или Демир Капија. Пелистер има потенцијал, меѓутоа проблем е пристапот за да може да се стигне со опремата и да почне искачувањето. Што може да се направи по тоа прашање? Дали визионерски некој размислува на таа тема? Го спомена и Муратот, кој што тука ги правел подготовките за Хималаи со својата екипа. Имаме траги останати од него, кои што за жал некако ги изгубивме низ просторот од негрижа, од немање на сенс дека тие имат некакво значење за историјата на планината. Да, тоа е точно и јас би дал еден апел до сите да се гледа малку на етиката и кога сме веќе во овој свет, тоа што го имаме како наследство да се негува и да се почитува. И да, тоа е едно. Во однос на потенцијалот, конкретно еве за болдеринг или за рок клайминг на Пелистер, има, но не е толку блиску како што кажа, со што иди малку поголем е делот на авантура за да се стигне до таму, отколку што делот што би качувал. И се тука сигурно може и ние го правиме, но не е нешто што би можеле да очекуваме дека ќе почнат да идат луѓе од цел свет за да бидејќи нормално е, многу е природно луѓето што идат од цел свет да е се достапно, да е се брзо. Тој ако некако дојде тука на една недела патување, во таа една недела сака да извади максимум. И за тој што е дојден за болдеринг, не би сакал 80% од времето да го потроши за планинарење, 20% за болдеринг. Би сакал 100% да биде за болдеринг. Или да се надоврзам зашто Крушево успеа во параглайдингот. Точно. Многу добра споредба. Крушево, точно. Крушево е фантастично, но не дека нема милион подобри места за летање низ светот и низ Европа од Крушево. Но не сите имат таква инфраструктура, не сите имат асфалтен пат до самиот старт, кај што излегуваш од превозното средство што те донесло и буквално со еден чекор си во воздух. Не сегде има место како Пелагонија, кај што буквално кај да слеташ, на најдалеченото место е минута-две до тебе ќе дојде комбето и ќе те земи. Сегде си безбеден, нема нигде како во некој земји во светот да се плашиш дека ќе дојдат некои ќе те ќе те ограбат или што знам што. Значи сите тие работи си носат за да има туризам и масовност на туризмот.
но тоа во исто време па не значи дека една локација како Пелистер или Јоргов камен дека не е вредна. Вредна е и то како, само си има друга вредност. Може би не за квантитет да дојде да има многу луѓе тука и посетеност, но луѓе кои што го ценат тој дел од и то како сигурно И ќе ја дојдат. имате етиката. Ова многу И ми се веќе допадна. и веќе почнуваат да идат и на Јоргов камен, веќе ние имаме, може да речем, сме имале преку 30-40 странци кои што дошле и буквално за тие 15-20 блокои, што ги викаме ние камени блокои, дошле тука, посетиле и се многу среќни. Нема може да останат материјал за да останат многу долго време, но ден-два си поминуваат фантастично. Планината има своја автентичност. Значи, не само со болдерот, поврзувањето и со пред стотици години каменот како бил за солниште за борците, туку и во поглед на се останато, подножието на планината е многу слично по моје видување, такво едно поврзување почувствував јас Швајцарија, со населението кое живее на подножието. Например, кога стигнавме во Швајцарија во Цермат, тие до Цермат имат едно населено место градче во кое функционираат паркинзи. И тоа беше чудно за нас. Треба да си или жител од местото, за да имаш дозвола за колата за да стигнеш до Цермат, или се возиш со автобусче, некое мини така превозно средство, или возот Матерхорн, железницата, да. И се стигнуваш во Цермат и ти си на автобуска станица каде функционираат низ местото возила малечки на електрични. Да, и се ти само слушаш. Значи, сосем друг свет. И најнаш додека разгледуваш се то така живописно уредено. То целото можеме и овде да го имаме. Значи, ако се грижиме еколошки за здрава животна средина, не ни треба да речам ни центри, ни не знам што, целото ние веќе го поседуваме. И во даден момент се слушаат звонци. И застануваме, се сретнавме со наш човек од Македонија, таму што беше не позна по јазикот, значи и тоа беше среќна околност, и ни вика сега чекајте, поминуваат кози со козарчиња, значи тие облечени во национална опрема, и беше лето, пак исто, и ни вика градоначалникот има организирано децата се на распуст од училиште да поминуват низ улицата во Цермат тука во одредено време во денот. Се атракција за посетители, туристи сите. Тоа беше за мене, ние истото бегаме редовно од нашето традиционално, а ние го поседуваме истото. И можат многу добро, планината ни е на позиција, местата во околина, таа поседува работи поврзани историски и научно и од секој аспект. И сето тоа може да се вметни понатаму во некоја идеја за планината во иднина. Пелистер, низ розевите наочари. Како го гледам? Добар байк парк, добра байкерска маунтен байк инфраструктура, секој од 7 до 77 години комотно да може да се качи до големо езеро, да си одбери патека и тежина на патека за да слези до следната точка, и мислам дека хотелите ќе бидат байк френдли, исто така, да има некој добар сервис тука на лице места, и мислам дека ќе види активен туризам што сите ќе имаме многу голем бенефит. Пошто планината стварно нуди добар амбиент, пред се воздух, моликата си дава своја топлина и свежина. Исто време, жичара имаме, треба да искористиме за даунхилот, но исто така имаме и добар врв кој можеме да го направиме за ендуро и крос-кантри возење. Тоа е моето гледиште. Потреба е на линија автобуска за странците или за хајкерите, не знам, и за качувачите спортски.
то може со многу малку да даде многу добар бенефит за сите. И се надевам ќе го дочекаме тој ден. Јас, например, лично јас сакам едноставноста на планината и исто се сложувам, треба само една патот да се реобнови, инфраструктура една, да може една патна линија за кој кога сака да дојде и да има малце повеќе етика кај посетителите, планинска, кон природата. И мислам дека се останато ќе биде, пошто сепак сум се уште за доживување на она природното што го нуди планината. Тоа е како ја гледам. Подостапна да е за луѓето, ама па и тие да бидат погрижливи. Да, посовесни, пошто во моментите кога беше достапен само Пелистер, кога не можеше да се патува било каде, тогаш еве и јас станав свесна дека ни фали едукација во тој поглед. Многу. Тоа е. Иако малку жално што ќе кажам дека ова треба гледам низ розови наочари, првото нешто што ми иде на памет е да ги видам сите пелистерски села, поточно реките, коритата на пелистерските села чисти. Значи, многу жално е тоа. Буквално нема пелистерско село со реката што слегва во низ тоа село да е чиста. Значи, еден апел до луѓето малку да се свестат, бидејќи крај нема. Значи, тоа е најстрашното нешто и затоа викам дека малку е жално што ова треба да го гледаме низ розови наочила, а не да е едно нормално функционирање што не бара никаква инвестиција за да не фрлаш ѓубре во реката што е низ дворот твој. Тоа е едно. А инаку ако веќе вистина низ розови наочила нешто треба да погледнам, тоа од секогаш ми било јас прво да кажам дека покрај тоа што сакам многу вакви авантури, планина, екологија и се, немам никаков проблем со инфраструктура која што комерцијалниот свет ја бара. И би сакал да видам една гондола од Битола, од Лавци, од Брусник, од било каде, до врвот на Неолица, поточно кај таблата, пример, кај што нема да треба джипови да се качват горе и камиони и шо и да е, него сите ќе може да стигнат наеколошки до таа точка. Кој сака ќе може пешки да слези надолу со милион патеки за точаци. Ако имаме среќа да има зими како некојаш имало, може и ски патеки од таму да има. Перфектни локации за со параглайдинг да се лета, значи како летишта на различни страни, може и на исток и на запад и на север да се полетва со параглайдер. Дури за клайминг, значи има места и за болдеринг и за сојаже, качување. Буквално мислам таа локација тргнува од градот, се стигнува горе и безкрај можности што би се посетила. И згора на се, за некој што ништо од ова неки, може да има еден луксузен ресторан со поглед на цела Пелагонија, цел Пелистер, кај што ќе се има најубавата вечер. И токму тука завршува првата епизода од Are You Ready for Pelister? Голема благодарност до Наташа, Горан и Радко, што не водеа низ личните вибрации за Пелистер. Ова е повеќе од обична планина. Има легенди поврзани со неа кои не враќаат во минатото. А денес има и селфи фотографии кои преку социјалните мрежи истата планина ја слават. Без разлика дали Пелистер е вашата омилена планина од детство или вашата следна авантура, запомнете, вреди искуството да се доживее Пелистер поинаку за тие грам вредни мигови на доживување. Затоа, земете ја вашата опрема и земете си го телефонот да ги направите тие спомени. И тагнете не. Не заборавајте да кликнете follow за да следите како продолжуваме да го доживуваме Пелистер преку очите на оние кои вистински ја сакаат оваа планина. Се гледаме на планинските патеки на овој убавец, а се гледаме и онлайн.